Вести во 9. Венко Филипче официјално избран за председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на вчера одржаните директни внатрепартиски избори, на кои тој беше и единствениот кандидат. По завршувањето на гласањето, кое траеше до 20 часот, на пресконференција резултатите ги соопшти председателот на Централната изборна комисија Бранко Ѓоргиевски, а потоа се обрати и председателот на СДСМ Филипче. Од 23.712 запишени избирачи, купно гласа 18.140 или 76,5% од вкупно активно регистрирани членови. За председателот Венко Филипче гласот го дадоа 18.001 глас, неважички ливчиња 139. Дозволете ми да дадам 2-3 споредби. На изборите што се одржаа лани во јуни, гласа 13.036 и тогаш председателот Венко Филипче освои 9.026 гласа. Ова не е само моја победа, ова е заедничка победа. Ова е победа на сите членови на Социјалдемократскиот сојуз кои што искрено веруваат во вредностите на социјалдемократијата, во правичноста, во напредокот, во еднаквоста. Тоа што добив дупло повеќе гласови од претходниот пат е само доказ дека нашата интензивна работа дава резултат. Ова е доказ дека изборниот процес не беше само технички организиран, туку е доказ дека нашите членови искрено веруваат во исправноста на политиките кои што изминатиот период ги водиме. И така и ќе продолжиме. Почнува сериозната припрема за локалните избори. И процесот ќе го правиме така како што го најавивме и како што веќе го започнавме. Ќе ги избереме луѓето кои што најдобро ќе не представат на локалните избори, луѓето кои што ќе имаат кредибилитет да излезат во своите средини, пред своите соседи, пред своите пријатели и познаници во своите општини, луѓе на кои што ќе може да им се верува дека политиките и програмите кои што ќе ги ветат, ќе може да ги исполнат. Ќе имаме тешка работа заради тоа што ќе се бориме во многу општини со политичкиот противник ВМРО-ДПМН. СДСМ е спремна, СДСМ е силна, СДСМ е консолидирана. СДСМ се враќа на победничките патеки. Ние ќе бидеме тие. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека владината коалиција стабилно функционира и покрај се почестите информации дека Таравари се врти кон Дуи. Владината коалиција е стабилна, тврди премиерот Мицкоски по информациите во јавноста дека се распаѓа партнерската коалиција Вреди. Премиерот не сакаше да ги коментира информациите дека Арвен Таравари ќе напушта коалицијата Вреди и не одговори дали доколку се случи тоа Вреди побарале од него да го тргне министерот за здравство. Мицкоски уверува дека владата функционира обединето и единствено со 78 пратеници кои ја поддржуваат во парламентот. Во јавноста има многу информации. Јас би се воздржал од било какви коментари, само би кажал дека владата функционира обединето, единствено. Ова влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска поддршка во рамките на Македонското собрание, реално 78 пратеника ја поддржуваат, така што за разлика од минатото, која секој ден, ја разбирам зашто е чувствителна јавноста, кога секој ден на стаклени нозе висеше мнозинството, овој пат тоа е стабилно и треба да оставиме владата да работи како што е до сега. Со него на настанот беа и двајца од коалицијата Вреди, Изет Меджити и Билелка Сами, но не ги дополнија со коментар вака изнесените тврдења на премиерот. Арвен Таравари, по одржување на партиското собрание, рече дека се уште се дел од коалицијата Вреди и ќе се обидат да најдат заедничко решение, но не ја исклучува можноста да одат и самостојно на локалните избори.
Наредните денови ќе имаме интензивни средби. Приоритет е соработката со Влен, но не исклучуваме ниту други резервни опции. Во однос на последните обвинувања од лидерот на ДУИ дека албанците биле деградирани и се наоѓале во положба како пред 2001-та, премиерот одговори дека ваквите ставови немаат тежина за коментирање. ДУИ наметнува етнички тензии оти се водат истраги против нивни функционери, вели Мицковски. Јас ги разбирам, во отсуство на идеи, во отсуство на креација, а исплашени бидејќи гледаат дека конечно одговараат пред законите, тие ќе продолжат да наметнуваат вакви теми. Тоа е нивен начин на политика кој што тие одвале да го водат и јас мислам дека е по мене погрешен. Јас би ги повикал да се вратат на оние платформи, на она зелена агенда која што ја промовираа пред неколку години кога џогираа на падините на Скопско водно. Можеби при таков еден џогинг им се разбистри умот и ќе дадат некоја квалитетна идеја. Ахмети вчера категорично негираше каков било договор со Арвен Таравари и порача дека ДУИ не се резервна гума за сценарија на други коалиции. Ахмети упати отворена покана до коалицијата Вреди да ги напушти државните институции, објаснувајќи дека неговата партија не може да се користи како замена секогаш кога некој одлучува да се повелече. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Него за денеска е најавена и пресконференција на премиерот Мицковски заедно со министерот за здравство Арвен Таравари и со директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски.